Во изминатите 2 години во проектот Рома Визита со поддршка и развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности, како што напомена колешката Фикрија Таир, со своите излагања, како една од активностите на проектот е практиканството со фокус кон јавните институции. Проектниот тим, потикнат од нашиот ентузијазам вон проектните рамки, оперативно спроведовме процес на подготовка на излезни трудови од страна на практикантите во соработка со самите практиканти, нивните ментори од институциите и Институтот за истражување и анализа на политики Ромалитико. Овие излезни трудови се подготвени врз основа на волонтерски труд на авторите и волонтерска помош и поддршка од менторите од институциите и Институтот за истражување и анализа на политики Ромалитико. Со големо задоволство ги повикувам студентите практиканти Джемилијана Абдулова, Брендон Сулејман и Алмира Фасли да ги презентираат нивните излезни трудови. Почитувани гости, дозволете ми да се представам. Јас сум Джемилијана Абдулова, абсолвент на Правниот факултет Јустинијан I, студии по новинарство. Од месец мај до месец јуни имав можност да бидам дел од практиканството во кабинетот на министерот без ресор, господинот Музафер Бајрам, со поддршка од Рома Верзитас, и имав за цел да изработам краток документ за кој ќе зборам во наредните 10 минути. Мојата презентација се состои од 2 дела. Првиот дел е состојбата и предизвиците на културата, и вториот дел е националниот акцијски план. Овој документ за јавни политики има за цел да даде приказ на критичните состојби во доменот на културата на ромите, како и да даде препораки до креаторите на политиките во врска со имплементирањето на акциониот план за култура, извојување на буџетски средства со забрзано темпо со цел да се подобри и да се зачува богатото културно наследство на ромите. Културата на ромите години наназад е во фаза на стагнација. Причини за ваквата состојба постојат многу. На прв поглед се смета дека малку представници на ромската заедница творат во оваа област, или пак поддршката од институциите е многу мала и ги обесхрабрува авторите да продолжат со истата. Но дали навистина е така? Ромите во минатото својата култура и традиција ја предава од колено на колено, оставајќи малку пишани документи кои би сведочеле за нејзината уникатност. Последните 2 децении во земјава културата на ромите полека, но сигурно изумира. Најголеми причини за тоа е недостаток на ресурси за унапредување на негување на културното богатство на ромите, како и немање на институција која ќе го заштити културното наследство на ромите. Културата е поделена на неколку области. За да ја согледаме состојбата во доменот на културата, потребно е да направиме анализа на областите книжевност, театар и фолклор, кои се суштински елементи од идентитетот на еден народ. Прва област со која ќе почнам е книжевноста, која е поделена на 2 дела. Првиот дел е стручна литература или ромска лингвистика. Тука ќе ги издвојам Шаип Јусуф, Лјатиф и Фатима Демир, Трајко Петровски и Севдија Демирова Абдулова. И вториот дел го сочинуваат автори кои имаат издадено повеќе од една книга. Тие се Акил Еминова, Јусуф Сулејман, Илија Шабан, Мирдита Салију, Ибраим Џемаил и Екрем Јашаров. Заради недоволната институционална поддршка за потикнување на книжевноста, некои од авторите одлучија патот за развод на книжевноста на ромите да го бараат надвор од границите, каде што имаат поголема системска поддршка. Третата област е театарот. Од самостојувањето до денес постојат многу театарски групи, меѓу кои посебен придонес имаат следните: Театар Пралипе, Театар Студент, Театар Фадилјони, Театар Рома и Театар Романоило. За успехот на овие театарски групи говори фактот дека Пралип има освоени меѓународни награди. Од горе наведените театарски групи,
Театрите Рома и Романо Ило, како дел од театарскиот фестивал Скриени лица, има поддршка од Министерството за култура. Сепак, средствата кои соделуваат се многу мали за опстанок на една театарска група и поради финансиската поддршка, овие театарски групи се доведени до работ на екзистенцијата. Следна област која треба да се спомене е фолклорот. Како и секоја област, така и во ова се случија подеми и падови. Тука ќе ги издвојам културно-уметничкото друштво Пралипе, кој во минатиот век беше доста видлив и за жал веќе не е активен, и ансамблот на ромски песни и игри Рушид Шакир, кој што постои денес. Ромските фолклорни друштва се активни само за време на обележувањето на значајните ромски настани. Поради недостиг на финансиски средства, овие друштва немаат поддршка за настапи надвор од државата и промоција на културата, што од друга страна доведува до тоа младите да изгубат мотивацијата кон негување на фолклорот. Во Република, вториот дел за кој ќе зборам е Националниот акциски план. Во Република Северна Македонија пред донесувањето на Националниот акциски план за културата, генерално со поддршка на кабинетот на министерот без ресор, финансиски беа поддржани активности кои генерално се базираат на обележување на значајни денови на ромите. Меѓу нив се издвојуваат организација на централна свеченост по повод 8 април, Светскиот ден на ромите, подготовка на информација за потреба од отварање на Ромски културен центар, организација на централна свеченост по повод 2 август, денот на обележување на ромскиот геноцид, и организација на свеченост по повод 5 ноември, Светскиот ден на ромскиот јазик. Во Националниот акциски план за развој на културата на ромите 2019-2020, културата е поделена во неколку приоритетни области. Секоја област на делувањето содржи активност или мерка, индикатор на успех, надлежни институции за имплементирање на активности, временска рамка, како извори на финансирање. Како издвојувач на средствата воглавно се спомнува Министерството за култура, но се остава и можности за алтернативни извори. До сега од ова министерство се издвојува символична сума за реализирање на проектите од културата на ромите. Колку за илустрација, во 2018 година од ова министерство беа финансирани десетина ромски проекти во годишната програма од национален интерес во културата, меѓу кои 3 проекти од издавачка дејност со вкупен буџет од 330.000 денари, што представува помалку од 3% од вкупните средства доделени на останатите здруженија. Позитивен аспект во процесот на креирање е тоа што беа вклучени ромски невладини организации во дефинирање на стратешки цели и активности, сепак имајќи ги во предвид тековните случувања во рамките на Националниот акциски план за култура остануваат неколку критични точки, како например, првата, која институција ќе превземе одговорноста за имплементација на Националниот акциски план за култура, имајќи во предвид дека во рамките на новото Министерство за политички систем и односи на заедницата влегуваат во состав Управата за култура и АОПЗ, и од тука се доведува во прашање имплементација на Националниот акциски план. И втората точка е во рамките на Националниот акциски план недостасува буџетска рамка за имплементација на активностите, при што научна лекција од останатите национални акциски планови е дека недефинирање на буџетските средства во рамките на постоечки буџет на Министерството за култура доведува до тешкоти во реализација на активности од аспект на постоење на други приоритети и финансирање. Последниот дел се препораките кои можете да ги прочитате тука. Ви благодарам на вниманието.
Ти благодариме, Милјана. Добар ден на сите. Денес сакам да ви го презентирам финалниот труд од моето практиканство на тема Народниот правобранител во заштита на правата до пристапот од здравствената заштита. Почитувани, јас сум Брендон Сулеман, студент на правниот факултет Јустинијан I. И во период од 2 месеци бев практикант во институцијата Народен правобранител на Република Северна Македонија и ментор ми беше заменик Народниот правобранител госпоѓа Васка Бајрамовска Мустафа. Додека бев практикант во оваа институција, ги анализирав годишните извештаи кои ги изготвува Народниот правобранител. И бев заинтересиран најмногу да ги анализирам представките поднесени од припадниците на ромската заедница. Така и дојде идејата да изработам финален труд на тема Народниот правобранител во заштита на правата од здравствената заштита и осигурување. И имав поддршката од мојата менторка, како и ромалитико. Трудот е поделен во 3 делови. Првиот дел е насочен кон институционалната поставеност на Народниот правобранител. Вториот дел е фокусиран на повреди на права од здравствената заштита и анализа на представки поднесени во период од 2017 година до 2019 година и анализа на случај. Третиот дел се состои од интервју со Салија Бекир Халим, одговорно лице на иницијатива Жени ромки од општина Шуто Ризари, се однесува на прашањата поврзани со жената ромка. И на крајот презентацијата ќе ги презентирам мојот заклучок и ќе дадам неколку препораки во засегнатите страни. Овој труд го става акцентот на представки поднесени од припадниците на ромската заедница, имајќи ја во предвид нејзината ранливост и маргинализираност, и во таа насока се презентирани проблемите со кои најчесто ромите се соочуваат со пристапот до правата од здравствената заштита и осигурување. Главната цел на трудот е подигнување на свест и ажурноста на институциите за случаите поврзани со повреда на правата од здравствената заштита и осигурување. И како изнаоѓање на метод и начин за превенција, за решавање на овој проблем. Овој труд дава генерално приказ на тоа во кој проблем барат највеќе во кој проблем барат заштита ромите од Народниот правобранител. Ако накратко ја разгледуваме правната рамка на нашата држава, во согласно со член 8 од Уставот на Република Северна Македонија, темелните вредности на уставниот поредок се хуманизмот, социјална правда, солидарност и владење на правото. Во согласно со член 39 од Уставот на Република Северна Македонија, загарантирано е правото на граѓаните на здравствена заштита, но истовремено имаат права и должност да го чуваат и унапредуваат сопственото здравје и здравјето на другите. Европската повелба за пациентите на пациентите, презентирани во Брисел 15 ноември 2002 година, укажува на следно: право на превентивни мерки, право на пристап и право на информираност. Народниот правобранител е орган кој во светот познат под името Омбудсман, како нова институција на правниот систем на Република Северна Македонија, е востановен со Уставот на Република Северна Македонија, додека со Закон за народен правобранител е утврдена неговата надлежност и начин на постапување во заштита на уставните и законските права на граѓаните. Според Законот за народен правобранител, представка може да достави секој граѓанин на Република Македонија и странец. Постапката пред народниот правобранител се иницира со поднесување представка, поплака, жалба, која може да се достави лично во канцеларијата на народниот правобранител, по пошта, усно на записника и народниот правобранител, по телефакс или по електронска пошта. Бројката на повреди на правата кај ромите е многу поголема од реалноста што се документира, поради тоа што поголемиот дел од нив не си ја кажуваат националната припадност. Па поради тоа народниот правобранител не може да ја утврди точната бројка во однос на повреда на правата од здравствената заштита. Од разговор со мојата менторка за причини поради која граѓаните одбиваат да ја наведат својата етничка припадност до оваа институција,
Истакна дека многу често тоа се должи на стравот дека ќе бидат виктимизирани и недовербата во институциите, особено во руралните места, како и во средините, каде што има ниско ниво на образование. Како што напоменав на почетокот на мојата презентација, за време на моето практиканство ги анализирав годишните извештаи кои ги изготвува Народниот правобранител. Во годишните извештаи се констатира отежното остварување на правата на ромската заедница и најголем број од представките до Народниот правобранител се поврзани со прекршување на правото на здравствената заштита, поточно партиципација за здравствени услуги и ослободувањето од партиципација. Според прикажаниот графикон може да се забележи дека во 2017 година вкупно беа поднесени 35 представки, од кои 33 представки беа поднесени од страна на жени и 2 представки беа поднесени од страна на мажи. При постапување Народниот правобранител донел одлука за запирање на 30 представки, а за 5 представки беше констатирано повреда на правото. Во 2018 година бројот на представки беше намален дури за 15 представки помалку во однос на претходната година 2017. Сепак може да се забележи дека зголемен е бројот на констатирани повреди, од кои вкупно 20 представки Народниот правобранител за 5 донел одлука за запирање на поставката, додека за 15 представки е констатирани повреди. Интересен е фактот што во текот на 2019 година за само 5 месеци сите 26 представки беа поднесени од страна на жени ромки. Следејќи го овој тренд од само 5 месеци, се очекува бројот на представки до крајот на годината да го надмине бројот во однос на 2017 година. Народниот правобранител, бидејќи се работи за тековна година, се во фаза на обработка, а само за еден случај донел одлука за запирање на поставката, а за другите 25 се во фаза на обработка. По овие констатации за потребите на трудот, одлучив да анализирам случај на поднесена представка од Народниот правобранител. Според случајот, најмалку 35 жени ромки од Скопје до Народниот правобранител доставиле представки поврзани со правото за здравствена заштита и осигурување, кои во текот на бременоста нивните матични гинеколози им наплаќале за ехо прегледи, а при тоа не им издавале фискални сметки. Народниот правобранител, имајќи ги во предвид изнесеното заради правилно утврдување на фактичката состојба и со цел ефикасна заштита на правата на подносителките, Народниот правобранител се обрати до Државниот инспекторат со барање овластени службени лица на инспекторатот да преземат активности на надзор во здравствената установа и да ја утврдат фактичката состојба. Во постапување по даденото мислење, како и подоставените барања за инспекцијски надзор и контрола во работата на приватните гинеколошки ординации, по извршените најави и ненајавени контроли, представниците од Фондот за здравствено осигурување побара од Народниот правобранител да обезбеди дополнителни докази за незаконската наплата. Но за жал не беше можно да се обезбеди со оглед дека подносителките не располагаат со никаков доказ. Во 2019 година Народниот правобранител повторно добива представки за овој проблем. За да имам појасни заклучоци за мојот труд, направив интервју со Салија Бекир Халим, одговорно лице на иницијатива Жени ромки од општина Шуторизари, со кој разговарав за прашања поврзани со ромките кои живеат во општината Шуторизари и како и за нивните права до пристапот од здравствените услуги. Госпоѓа Салија истакна дека ромките се сочуваат со овој проблем, но незаконската наплата во нашата држава ги засека сите жени во нашата држава. Но особено ги засега жените ромки, поради тоа што жените ромки се во социјален ризик, бидејќи токму незаконската наплата ги опраќа жените ромки од редовните прегледи. Исто така, госпоѓа Сали истакна дека најчесто жените ромки кои се невработени и се со низок социоекономски статус не можат да ги плаќат услугите на матичните гинеколози, кои што им следуваат бесплатно
и не се информирани дека тие услуги се бесплатни. Па поради тоа, од вработување на ром и поради тоа истакна дека имаме потреба од вработување на ромски медицински кадар во здравствените институции кои ќе ги информират и правилно ќе ги упатат овие жени. На крај од мојата презентација сакам да ги упатам следните препораки од надлежните институции. Овој заклучок го носам врз основа на статистиката на Народниот правобранител и дека неспорно е заклучокот дека бројот на престапки во изминатите години се зголемил. Особено во 2019 година, каде што има зголемено престапки до овој орган, вкупно 25 престапки. Од страна на жени ромки во област на здравствената заштита. Исто така од податоците може да се забележи дека бројот на констатирани повреди исто така се зголемува. И дека проблемот со наплатата за гинеколошки прегледи и испитувањето на бремените жени ромки повторно е во фокус на испитување на Народниот правобранител. На крајот од мојата презентација сакам да ги упатам следните препораки до надлежните институции, до невладините организации, како и до самата ромска заедница. Прво, единствено решение на случаите во врска со повредите од правата на здравствената заштита може само да го подобри Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија и Министерството за здравство на Република Северна Македонија. Исто така и да ги преземат во предвид мерките од Народниот правобранител. Исто така многу е важно Министерството за здравство на Република Северна Македонија да ги санкционира приватните и државните институции со цел да се запре долгогодишниот проблем со незаконската наплата од страна на приватните и државните гинеколошки установи. Фондот за здравствено осигурување континуирано да врши контрола во приватните гинеколошки здравствени установи со цел да се гледа дали приватните гинеколошки и здравствени установи ги почитуваат законите на Република Северна Македонија. Исто така сметам дека треба невладините организации да бидат во соработка со Народниот правобранител со цел кон подобро остварување на овие права. Невладините организации да остваруваат средби со ромската заедница, како заедно и со Народниот правобранител, да остваруваат работилници со цел подобрување на правата и слободите на ромската заедница. Исто така на крај, една од најважните препораки е дека треба да се мотивира ромската заедница за да си ги барат правата кога им се повредени од надлежните институции со цел подобрување на сегашната состојба. Ви благодарам. Почитувани гости, би сакала и јас да ви посакам добре дојде и од моја страна. Пред се, би сакала да ви се представам. Јас сум Алмира Фасли и сум студентка на последната година на студии по новинарство на факултетот Јустинијан I во Скопје. Во периодот од мај до јуни имав можност да бидам практикантка во МРТВ2 во ромската редакција BNDP. Со помош на моите ментори Атидже Селман од ромската редакција BNDP и Суат Скендери од Ромалитико, подготвив труд насловен како Говорот на омраза на социјалната мрежа Facebook. Мотивот за мојот труд се обемот на говор на омраза и интензитетот на омразата што се шири на интернет. Употребата на навредите и различните форми на абразивен и екстремен говор, особено на социјалната мрежа Facebook. Најновите истражувања покажуваат дека 22% од испитаните корисници на социјалните мрежи доживеале да бидат злобно третирани од други. 21% биле цел на тролање, а дури 16% биле изложени на говор на омраза. Исто така, овие истражувања покажуваат дека политичките, етничките и верските поделби се реплицираат и во онлайн сферата, најмногу доминирајќи на социјалните мрежи, но исто така се често присутни во содржините генерирани од корисниците и од публиката. Во мојата денешна презентација
Ќе се обидам да направам преглед на теоријата на говор на омраза, како и преглед на правната рамка и преглед на неколку негативни примери кои што се постирани онлайн на социјалната мрежа Facebook, како и да дадам препораки за како да се подобри оваа критична состојба. Говорот на омраза е содржана во препораката 9 на Комитетот за министри на Советот на Европа од 1997 година, а која ги подразбира сите облици на изразување што шират, распалуваат, поттикнуваат или оправдуваат расна омраза, ксенофобија, антисемитизам или останати облици на омраза заоснавана врз нетолеранција, вклучувајќи нетолерантност, изразена во форма на агресивен национализам и етноцентризам, дискриминација или непријателство против малцинства, мигранти и лица со имигрантско потекло. Според Европската конвенција за човекови права, говорот на омраза содржи 3 елементи. Тие се: првиот елемент е намера за ширење на омраза кон определена група. Говорот на омраза подразбира изразување зад кое стои намера за поттикнување, промовирање или оправдување на омраза кон лицата кои припаѓаат на определена група, расна, религиска или етничка група, ЛГБТ заедница и друго. Вториот елемент е содржината или контекстот на конкретното изразување. Проценката за тоа дали едно конкретно изразување представува говор на омраза ќе зависи како од содржината на тоа што е изразено, така и од конкретните околности на случајот. Тоест, покрај содржината, важен е и контекстот на конкретното изразување. Например, дали изјавата ги дал политичар, новинар, уметник, обичен граѓанин, во кои околности, во кое време, во кое место и така натаму. Третиот елемент е последиците или забранетите резултати од говорот на омраза. Говорот на омраза, покрај тоа што причинува повреда на достоинството на лицата кон кои се однесува, исто така и говор кој има способност да доведе до нарушување на јавниот ред и мир или насилство, и тоа како моментални инциденти или пак од омраза кон лицата претходно таргетирани со говорот на омраза. Во следниот слайд ќе видиме неколку примери од навредлив и вознемирувачки говор кои се важен предизвик од комплексниот проблем на говорот на омраза на социјалната мрежа Facebook. Ова се примери во кои се оцрнува и дискредитира цела етничка заедница. Сега би сакала да ви ги прочитам тие навредливи коментари. А зашто вие не земете стап и да ги степате све во циганското? Овој коментар е земен од една објава од Анима Мунди, тоа е Здружение за заштита на животните. Во следниот слайд ќе видиме друг коментар, исто постиран на социјалната мрежа Facebook. На Facebook е коментира, како скриншот направена. И после да жалам цигани, море гнасата од народ. Во следниот слайд, ова е коментар од пред 2 години, каде што сите ние многу добро се сеќаваме на ова објава. Се е тоа да собереш во еден огромен лонец и сапун да го направиш. Исто така и ова е дел од таа објава. Крвта циганска ваша, гнаси едни, не за џабе ве стерилизирале. Повторувам, овие коментари се избрани по случајен избор. И како што повеќето од вас знаат, тие се само дел од дузината негативни коментари насочени кон ромите. Следно, ќе направам преглед на правната рамка за говорот на омраза и неколку констатации. Во постоечката законска рамка, говорот на омраза се третирани с повеќе законски текстови. Законските одредби кои што ја санкционираат употребата на говорот на омраза во јавноста се третирани низ неколку членови на Кривичниот законник на Република Северна Македонија, каде се пропишани парични и затворски казни за дела кои што опфаќаат различни елементи на ваквиот абразивен јавен говор, како оној кој со намера за исмејување јавно ќе ги изложи на подбив македонскиот народ и припадниците на заедниците кои живеат во Република Северна Македонија.
стои во членот 179. И оној кој со присилба, малтретирање, загрозување на сигурноста, излагање на подбив на националните, етничките или верските символи и на други начини ќе предизвика или ќе разгори национална, расна или верска омраза, раздор или нетрпеливост, стои во членот 319, но и во претходниот член 318, каде се санкционира потикнување насилна промена на уставниот поредок на земјата. И во членот 417 став 3 се санкционира пропагирањето на расната супериорност и омраза или потикнувањето на расната дискриминација. Во членот 394 од Кривичниот законник на Република Северна Македонија се санкционира ширењето на говорот на омраза преку компјутерскиот систем, ако представува ширење во јавноста на расистички и ксенофобичен пишан материјал, слика или друга репрезентација на идеја или теорија што помага, промовира или потикнува омраза. Дискриминација или насилство против кое било лице или група врз основа на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, личен или општествен статус, ментална или телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба или на која било друга основа предвидена со закон или со ратификуван меѓународен договор. И покрај сето ова, кривичното гонење за говор на омраза во Кривичниот закон не постои специфичен член во кој тоа дело би било јасно или директно инкриминирано, како засебно кривично дело, што до некаде влијае врз судската практика за доследно, ефективно гонење на оние кои што шират говор на омраза. Нема доследно гонење за казнените дела за говор на омраза како заштитна функција на казненото право, туку изостанува и превенцијата за нивно извршување и за понатамошно ширење на говор на омраза во јавната сфера на општеството. Освен Кривичниот законник и неговите членови, постои закон за спречување на дискриминација, кој што во неколку наврати е менуван и надополнуван. Во него е пропишано востанувањето на самостојниот и независен орган, Комисијата за заштита од дискриминација. Нејзината надлежност и опсег на делување, пропишани во 12 точки на членот 24 од законот, иако немаат правно обврзувачко дејство, оставаат голем простор и по надворешни представки, и по собствена иницијатива за јавно влијание, преку давање јавни мислења и препораки, вклучувајќи промоција и едукација во сферата на информирањето, преку препознавањето и инкриминирањето на говорот на омраза во општеството. Третиот закон е законот за медиуми. Во законот за медиуми, кој на сличен начин ги пропишува забраните за потикнување и ширење на дискриминацијата, нетрпеливост или омраза, врз основа на колективни идентитетски карактеристика на некоја заедница во општеството. Сепак, во законот за медиуми и во законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, дефинирањето и опфатот на интернет, медиумите не се предмет на регулација. Во четвртиот закон, односно во законот за граѓанска одговорност, онлайн медиумите се предмет на регулација за навреда и клевета, кои се офатени по терминот електронски публикации, како медиум преку кој може да се извршат навредите и клеветите, но не и говорот на омраза, како дело против носители на одреден колективен идентитет. Во совкупната правосудна пракса на Република Северна Македонија до сега не е забележан случај на правна разрешница на дела од областа на говорот на омраза. Македонските органи на прогонот, а пред се јавното обвинителство на Република Северна Македонија, немаат воспоставено никаква практика на гонење на евентуални извршители на овие дела. Иако во јавноста се бројни случаите кај кои би можеле да се идентификуваат правни основи за прогон на вакви кривични дела. Повеќето правни експерти и авторите на клучните студии од оваа област во Македонија се согласуваат дека македонскиот правосуден систем има недоследен и селективен однос кон промоторите на говорот на омраза. На крај би сакала да дадам 3 препораки за подобрување на оваа состојба кога се работи за користењето на говорот на омраза на социјалната мрежа Facebook.
Првата препорака е измената во законската рамка за третманот на говорот на омраза во онлайн медиумите. Таа се состои од воведување на механизми за следење и мерење на говорот на омраза, воведување на механизми за пријавување на сомнеж за говор на омраза, измени во овластувањето на надлежните институции и органи задолжителни за идентификување, превенирање и гонење на говор на омраза. И последно, обука за говор на омраза и функционери на омраза на функционери во надлежните институции. Втората препорака би сакала да ја насочам кон активното граѓанско општество со зајакнување на капацитетите на граѓанскиот сектор за борба против говорот на омраза, институционална и проектна поддршка на граѓанскиот сектор за борба против говорот на омраза, воспоставување на соработки на граѓанскиот сектор со надлежните институции и органи за идентификување и превенирање на говор на омраза и воведување на едукативни содржини за слободата на говорот и ширењето на говор на омраза кон граѓаните на социјалните мрежи. И последно, но не помалку важно, треба да се направи регулација на користењето на социјалните мрежи со унапредување на регулацијата на ширењето на говор на омраза и дискриминацијата на социјалните мрежи и преземање на законски мерки кон корисниците при нарушување на услови за користење на нивните услуги. Ви благодарам. Ви благодарам, Джемилијана, Брендон и Елмира, што ги презентиравте вашите излезни трудови, кои ги подготвивте во текот на вашето практиканство. Воедно изразуваме голема благодарност до институциите кои беа отворени за практикантите, до менторите на институциите и до менторите од Румалитико за нивниот волонтерски придонес.